и ставиме го брашно. И он вика на среди сај дупче ставиме. Вари се малку. Еден саат и еден саат. Вари се, то водата што ми ја снема. Колку се вари? Еден саат. Што ми ја снема водата и после бркаш. И после избркаш. Убаво. Пченкарно брашно, сол, вода и свинско месо се потребни за сладок бакардан или уште познат како качамак. Некогаш се приготвувал на стари традиционален начин, ама сега малку на поинаков. Граѓаните на Штип велат дека во минатото го приготвувале на огништата, во стари бакарни котли, со која техника качамокот е многу повкусен и неодолив, а сега со новите техники се губи самиот вкус. Сепак, како што додаваат и денес се уште опција за вкусен ручек. Правам палента сега, ми е то по-лесно. Качамако сака, па да го вриеш, па сака джемеринки да му правиш, па сака свинска маса или крави, дека ќе не ядеш. Вака, тури от тенџерто палента заври. Правеше качамак и расолница нашите стари, Бог да ги прости. Како деца јадеше ли се? Ядеше се. То неделата еднаш направија. Зимно време обавезно, а летно време месеа зелници со тиква, со прас, со патлиџан. А зимно време качамак и расолница праве. Мас, качамако утипсија. Црпнат мас, црпнат од качамако, наред одгоре стават ги джемеринките и хајна мас. Сладко е бидете, како не е сладко. Само кој може и знае. Кој знае да го направи, како што се правеше едно време, ама не е изгорено брашото на воденичарски камен. На огин варено не е како настојате на брзина да преклокоте. Ти полечка, како му подадеш огин, оно така се ври и убаво е. Ја качамак не правам, пошто сино не јаде. Стави вода, стави сол, заврие и со сукалката у средината еден саат нека крчка. Ни го бешеше ништо. Не го мешаш? Не. Водата крчка у средината. Па месце, па кисело млеко, па... Абе се може јадеш со него. Джемеринки? Па месо кога јадеш джемеринки е обавезно. Убаво е. Едно време јадеше ли се? Чекавме мајка ми само да направи да јадем. А сега палента си купам, палента си варам. Палентата поубава ли? Она побрзо се прави. А посладка ли? Па спрема укуса на човек. Секој. За мене е палента брзо и лесно се јаде. Топличко. Ни да чекаш, не рад. Нема, супер е. Ја нема джемеринки, испражи ситно месо и сланина, озгоре по париго стави малку урелната, јади и изнениста са. А сладко ли е вака? Да видиш убава беше. Граѓаните истакнаа дека речиси веќе не употребуваат пченкарно брашно, па сега палентата им е решение наместо него. Па они си прават, ако сакат да јадат, си прават, зашто да не знаат? Сите знаат млади, ама ако сакат, ако не, ќе не прават. Не знаат. Прават се мутиви дека не знаат, да се знаат мајте. Ако сакаш да се научиш, ќе научиш. Од телефоните се научат. Телефонот знае да го промеки цело, знае да направи како што треба. Зашо? Па знаат како не знаат. Малку има рецепти по телефоните. Знаат. Па палента правиме ние. И они палента прават по-лесно е. Побрзо ли е? Побрзо е. За колку време може да се направи? Па за 10 на 15 минути. Инаку качамекот се приготвува во длабок нелеплив сад, во кој се првично става вода со сол, а откако ќе зоврие се достава пченкарно брашно. Со дрвено суколко се прави дупка на средината и се остава да се прави некаде околу 1 час. Потоа со сукалкото се разбркува и се дотура претходно приготвено месо, а останува само едно да уживате.